Двајца мртви утрово во Волково, според засега неофицијалните информации. Кираџија го застрелал сопственикот на имотот во кој живеел, го повредил неговиот син, па се самоубил. На местото на настанот е колешката Тамара Дичовска. Имаме во живо во овие вести. Тамара, кои се последните информации за овој настан? Да, покутници ги разбудија жителите и соседите утрина во околу 9 часот тука на улицата 25 во Скопско Волково, откако кираџија губи сопственикот во куќата во која што живеел, го ранил и малолетниот син 16 годишен на сопственикот на куќата, потоа и самиот си пресудил. Како што може да се забележи, значи на ова улица во куќата што е зад мене, она сива куќа, напред има гаража. Во оваа гаража која што била пренаменета во соба, живеел кираџијата, додека пак сопственикот живеел во куќата која што се наоѓа веднаш зад гаражата. Според сведоштвата на соседите со кои денеска успеавме да поразговараме, помеѓу кираџијата и сопственикот немало никакви расправи. Кираџијата всушност живеел и во ова соба веќе неколку години. Двајцата биле мирни луѓе, па затоа и соседите беа вџашени и изненадени од убиството кое што се случи тука утринава. Според кажувањата на соседите, тој со пушка утринава околу 9 часот пукал кон сопственикот на куќата во дворот, при што при пукањето тој починал на самото место. Кога ги слушнал пукатниците, синот на сопственикот излегол во дворот, пошто кираџијата пукал и во синот, тој преживел е само ранет, а потоа и кираџијата пукал самиот во себе, при што починал на самото место. Тука полицијата, вештаци, но и обвинители беа излезени на терен, врше увид на самото место. Во текот на целиот ден сега веќе е расчистено, односно нема присуство на полиција. Тука детето 16 момче е во стабилна состојба, соопштија докторите, па во продолжение да ја слушнаме изјавата околу неговата здравствена состојба. Пред неполни 10 минути е примен пациент кој што е од огнестрелно оружје. Во моментот се прават исследувања кај тој пациент. Генерално состојбата е релативно стабилна и пациентот после испитувањата ќе продолжи лекување веројатно на клиниката за пластична хирургија. Тамара, кои се официјалните информации од истражните органи за овој случај? Така, на терен, како што кажав, беа и обвинители, вештаци, но и полицијата. Случајот е пријавен во МВР во 9 часот утринава, како што потврдија од ресорното министерство, додека пак од обвинителството соопштија дека е издадена наредба за обдукција на телата на двајцата починати. Од лице место е подигнато оружјето кое ќе биде предмет на вештачење. Ќе се вршат балистички и други вештачења со цел да се утврдат сите околности за настанот. До овој момент, Иван, мотивот и причината зошто се случило ово убиство, односно зошто кираџијата кој што живел со години во пред куќата на сопственикот решил да го убие него, а подоцна и да си пресуди самиот на себе. Тамара Дичовска, благодарам за овие информации.